И веднаш по утринската програма Ја сакам Македонија, работната недела во магазин, убаво ќе ја завршиме со музичар во студиото Никола Зацевски. Ни гостува денеска. Го знаете како амбасадор на македонската музика и македонското творештво ширум светот. Со него зборуваме за најновата песна и видеозапис со наслов За вас, а ќе позборуваме и за последните проекти, за она по што ја памети изминатава година и какви се плановите за оваа 2022. Како си помина на настапот во Крушево по повод роденденот на Тоше Проески, какво доживување му беше сето тоа, со кого соработува, кој е оној тим кој што му помага да сите оние песни изгледаат онака како што изгледаат и секако убавите спотови, кои стои зад нив, чии се подписите зад сите овие композиции. Зборуваме во продолжение како и за животот по враќањето од Австралија токму тука во Македонија. Добре дојдовте, почнуваме. Петочки расположени, верувам дека и вие сте веќе опуштени пред малите екрани и секако на Facebook страницата на Шоу Магазин не следите во живо. Денеска тука за уште подобра атмосфера и расположение ќе придонесе нашиот гостин кој што веќе го најавив, Никола Зацевски. Задоволство ми е што денеска е повторно после некое време во студиото на Магазин, затоа што тој секогаш има нешто ново да каже, да испромовира, да испрезентира и задоволство ми е што повторно зборувам со него и му посакувам топло добре дојде, тоа е оно што ми останува. Ти благодарам што ја прифати поканата и што си тука денеска. Добро утро и многу ми е драго уште еднаш за оваа покана и да бидам повторно тука во вашето студио за да испромовираме нешто ново во новата година. Така, па кажи ми, еве, бидејќи претходната година беше веќе плодна за тебе, се надевам дека и оваа ќе биде исто така исполнета со нови проекти и песни. По што најмногу ќе ја паметиш 2021? Минатата година, искрено, по враќањето од Австралија ми беше доста големо искуство ново, каде со мојот тим имав доста посветена работа, каде го дозавршувавме, да речам, тоа што го започнавме во предминатата година и соработките каде одеа на многу поинакво ниво, бидејќи бевме сите заедно, бевме сите посветени на тоа што го правиме, што сакаме да го правиме и би ја паметел на посветеноста и работата со мојот тим. Така, тука и она нова песна за која што ќе позборуваме и во продолжение. Дали работиш и на некои нови композиции, албуми за кои што во меѓувреме не сме слушнале? Да, моментално го работиме мојот албум Срцето моје тука чука, каде и оваа песна, третата За вас, е исто така дел од таму. Но паралелно го работиме и другиот албум што е со преработки на стари македонски песни, каде во изминативе, да речам, месеци, сме целосно посветени на што е следно, што треба да се работи, кој што работи, и организационо и така, остануваш доследен на повеќе жанрови, повеќе видови музика. Ти ја сакаш и операта, ја сакаш и фолк музиката, поп музиката, така што верувам на секое поле дека остануваш и твориш, нели, нова музика. Точно така. Поп музиката ми е сега на прво место, каде сум посветен и во овај дел имам мои авторски делови во музиката и во текстот, во новата песна, така да продолжувам и во следните песни да извадам нешто од мене. Паралелно, како што спомнавте, и традиционалната музика, бидејќи пораснав со фолклорот, и оттаму произлезе тој дух мој со традиционална музика, каде сакам да дадам едно поинакво бележје на тоа што го има нашата македонска музика. Имаш изјавено и дека оние први песни по враќањето од Австралија се токму посветени на фамилијата, татковината, дали љубовта, да, всушност тоа ти била инспирација, љубовта кон најблиските, кон татковината? Да, точно така. Првите мои песни ги беа инспирација од фамилијата, од луѓето околу мене, самата земја и тоа беше и причината што ги напишав така како што ги напишав и ги посветивме, ги инспириравме, но сепак продолжуваме со тоа што имаме креативност и тоа што сакаме да го пренесеме, да продолжиме да твориме музика и да го отвориме срцето. Така, во последно време си активен на повеќе полиња, еве последно беше и по повод роденденот на големиот Тоше Проески во Крушево. Па како си помина таму, какво доживување беше за тебе тоа, какво искуство?
Тоа беше, морам да признам, едно поинакво искуство за мене, бидејќи за прв пат имав можност да настапам во спомен куќата на Тоше. Сите знаеме колку значи за нас Тоше Проески и досега сето тоа што сум го правил за него, ова беше едно поинакво обележје за мене, каде во спомен куќата пред неговите фанови од Балканот, од Македонија, и сето тоа беше многу емотивно и за мене, каде имав можност да настапам со некои популарни негови песни, а исто така, како што знаеш од албумот Божилак да изведува некои наши македонски песни, исто така доловивме и нешто наше македонско, заедно со мојот бенд што соработувам моментално, група Мелем, и имавме одличен настап каде сум презадоволен и сакам да се заблагодарам до спомен куќата кој ми дадоа прилика да го направам тоа на неговиот роден. Така, имаше и други музичари или беше само ти? Како се? Беше и камерниот оркестар, каде тие настапија подоцна, но јас бев во првиот дел каде имаше и доделување на награди и промовирање на книги во чест него. Така, имаше, кажи, и публика од Балканот. Од каде имаше најмногу, нели, освен од Македонија? Имаше од Хрватска, Србија, Бугарија. Имаше од повеќе држави, не ги видов точно од каде беа, но сигурен сум дека имаше дојдат повеќе краишта, нели, да го испочитуваат. Кажа, секако и знаеме дека Тоше за сите нас голем човек и оставил длабока трага, но каков белег пак кај тебе оставил во твојата кариера, како музичар, како човек, ете пред се Тоше Проески? Кај мене инспирацијата тоа што го творам сега и што го работам е оттаму потекнува, бидејќи јас пораснав со песните на Тоше. И за жал, кога бев прва година во средното музичко училиште, се соочив со веста што не погоди сите. Но сепак инспирацијата беше од него, бидејќи знаеме што се направи, не само како музичар, и како личност, и како помагател каде што можеше да помогне на секој еден. Хуман човек. Пред се и верувам инспирација останува за сите луѓе, не само за музичарите, него воопшто за нацијата. Кажи ми, еве, бидејќи спомнавме нели Австралија и оној живот надвор од Македонија, што е она што најмногу можеби ти недостасуваше кога беше таму, нели рековме секако од некоја носталгија си чувствувал, па дали можеби пак сега кога си тука во Македонија посакуваш некогаш ете да се вратиш, да настапиш повторно таму како пејач или играорец или кореограф, нели во која улога и да се пронајдеш најмногу? Овде, како што спомнавте, овде секогаш блиските, фамилијата, тие тоа најмногу што фали. Исто така, земјата, местата, градовите, тоа се тоа што ми недостигаше да бидам тука и да поминувам време. Но сепак, како што спомнавте, Австралија како Австралија, морам да признам дека се чувствував исто како дома, бидејќи луѓето со кои бев обкружен и цело време што соработував, што поминува време таму, повеќето беа македонци и некои од нив беа и неколку години дојдени во Австралија, каде бевме многу блиску и се дружевме, поминувавме време и ја имав целосната поддршка од нив таму во мојата кариера, каде беа на сите мои настапи, на сите мои збивнувања кај да се појавував, тие ме мотивираа и ме поддржваа, а исто така бев многу лесно прифатен и почитуван до ден денес од тамошните, да речем. Настапуваш и како пејач и како играорец? Или имаш и некои кореографии своји таму, нели? Таму бев како кореограф во 3 ансамбли, во 2 македонски ансамбли и во една балканска, да речем, каде Бенџо Академи, ансамблот Тоше и Бисер од Джелонг. Во 3 ансамбли соработував, каде со нив му поставував наши македонски кореографи кои веќе се поставени, нешто и доставувавме наше македонско, каде и комбиниравме нешто и свое, но поголемиот дел и настапував со нив заедно. Ги мотивирав и настапував, изведував песни заедно со нив, но тука не престануваше исто така настапите каде со мојата и нашата организација Плевите од Бандерис, која е инспирирана од Тоше, каде организиравме хуманитарни концерти и често настапувавме во Мелбурн и на други места из Австралија. За сега не би се вратил повторно, можеби да живееш таму, да твориш, остануваш тука? За сега останувам тука, да, само имаме некои планови за следна година каде сакаме да направиме
со организацијата, каде сакаме да направиме концерти во чест негова. Во Австралија, па Боже здравје, можеби следна година би бил там за настапување. Така, како и многу музичари, ти чекаш можеби да се ослободат и некои можности, нели рестрикции, сето тоа да поминат сите овие мерки, па да може да се патува. Да можеме да функционираме како што и било претходно. Да, како што е нормално. Еден од твоите соработници и твој професор од факултет во моментов чека да ни се приклучи, ги очекуваме заедно со разговорот со нашата драга колешка Симона Илиевска, се работи за Сашо Татарчевски. Одиме да слушнеме што имаат тие да ни кажат во живо овој пат, да ни откријат нешто ново за Никола. Добро ви утро. Добро утро, Јелена, и тоа двајцата во студио. Како што знаат веќе добро и нашите гледачи, во магазин се приклучуваме многу скоро со други гости, за нашите гости од студио, за да знаеме некои повеќе интересни детали за нивниот приватен живот, меѓутоа и тој баланс помеѓу професионален и приватен живот. За таа цел, односно за Никола Зацевски, утрово ќе ни открие некои такви детали. Негов професор, всушност и така било запознавањето во релација студент-професор Сашо Татарчевски. Пред се ти благодарам што си дел од магазин. Прво благодарам на Никола што ме покани јас да бидам учесник во оваа емисија. Благодарам и вам. Добро утро на сите. Како и со сите студенти практично, Никола го запознав кога дојде на студии пред едно 10 години на факултетот за музичка уметност. И интересни се тие први контакти, бидејќи сите кои што доаѓаат, нели, во тој еден многу интересен период од животот на секој млад човек и за прв пат на факултет, сега тоа ми изгледа малку и заплашувачки понекогаш. И така, и Николче дојде како малку подуплашен од сета таа ситуација, меѓутоа многу брзо успеавме вака да се запознаеме многу подобро. И стана член на хорот Драган Шуплевски при факултетот за музичка уметност и многу брзо влезе во тековите, да речем, на факултетот и на хорот, односно сето на што го работевме тогаш. Не со сите студенти, иако кај нас таква е работата, малку поблизок однос владее помеѓу професорите и студентите, особено на овие предмети кај што имаме групно музицирање како хор или оркестар. Но не со сите студенти може да се направи толку близок контакт. Никола, кога дојде на факултет, може да видам веднаш дека се работи за исклучително талентиран млад човек, и што е уште многу поважно, ведар и отворен за комуникација, така да лесно ја направивме таа комуникација и многу брзо стана стана важен член на хорот Драган Шуплевски. Прашам повеќе работите околу каков студент бил, дали одговорен, секогаш на време прецизен, меѓутоа би те прашала за тоа што си професор на факултетот за музичка уметност од сферата на диригирање, нели? Па еве каква е таа релација обично со студентите? Дали тебе како професор некогаш те представувало проблем да најдеш некоја граница, односно баланс, дали да си премногу другарски настроен со нив или сепак да постои тој авторитет? Еве како ти го владееш тоа? За среќа, јас го немам тој проблем, веројатно е карактерна особина. Како што кажав, самата работа бара едноставно многу поблизок контакт, иако секако постојат и професори кои што се однесуваат така доста екс катедра, значи со прилично голема бариера во однос на студентите. Меѓутоа, јас сум сватил дека едноставно она што сакам да го постигнам и да ги научам студентите, најдобро се прави со прилично близок контакт, нормално во рамките на пристојното и во рамките на она што се вика сепак однос професор-студент. Но знаете како и студентите сами веднаш можат да почувствуваат до каде може да се оди и едноставно каков треба да биде односот. Јас за среќа го немам проблемот да со било кој, иако се многу различни сите студенти, значи секој човек е различен по карактер, различно пристапува кон се, меѓутоа сум немал проблем да направам комуникација со било кого. Многу се ретки случаите да не можеме да најдеме заеднички јазик, па мора да биде официјално сето тоа. Напротив, конкретно со Никола многу брзо ни тргна муаветот, се најдовме и по битолска линија
линија малку, нели? Пошто двајцата сме по потекло од таму и така, менталитетот е сличен, мајтапите, ајде така да кажам, се слични, шеите кои што владеат во тој регион таму, начинот на кој што се размислува, така што, ете, прилично за брзо време многу близок контакт воспоставивме. И откри дека е секогаш ведар уште студентски денови позитивен, насмеан со позитивна енергија, меѓутоа дали бил секогаш одговорен и да доаѓаат испити, дали бил редовен на предавање или знаел некогаш и да доцне? Не. Значи, Никола, меѓу другото, е член на професионалниот хор ProArs. Таму не може да членуваат луѓе кои што се неодговорни. Значи, исклучително одговорен и исполнителен во смисла дека тоа што е задача за секого, нели, кога треба да ја изврши, човек е сигурен дека ќе ја направи и дека тоа ќе го направи квалитетно. Значи, некои студенти им треба повеќе време за да се најдат себе си и во професијата, за да сватат кој е искрениот однос кон таа професија која што ја избрале. Меѓутоа, како што и кажав претходно, Никола многу брзо тоа го направи и со начинот на кој што стално подготвен доаѓаше на пробите, на часовите, секогаш одговорно се однесуваше, а истовремено успеваше да биде и ведар и интересен. Значи, со тој начин им се наметне и на сите своји колеги во околината како човек со кој што сакаат да се дружат и да соработуваат. Може ли да ни откриеш ева интересна ситуација што сте имале во таа релација професор-студент, како би се одвивала комуникацијата, меѓутоа нешто ете поинтересно што ти останало во сеќавање, јас се надевам ќе го потсетиш и Никола на таа случај. Сигурно имало многу, меѓутоа еве ние одевме по многу турнеи со хорот Драган Шуплевски и мислам уште 2012 година во Краков, мислам дека таму беше прва турнеја на Никола. Таму освоивме прво место, како и секаде каде што одевме, на еден меѓународен надпревар за хорови од цел свет. Уште таму имаше интересни ситуации, например, кога на минус 22 навечер пред хотелот се пееше, нели? А јас бев уплашен кога ги видов дали утрента ќе имаат глас воопшто за надпреварот. Може би уште поинтересна ситуација е во Тур во Франција. Објавија дека влегуваме во Гран При за надпреварот. Тој е еден од се смета за еден од најтешките надпревари за хорови и се може да замислите за овие млади луѓе од 18 до 22 години како изгледа тоа кога ќе влезите во Гран При со хорови од Америка, од Унгарија, не знам каде. А бевме сместени во еден хотел кој што на место ѕидови имаше некои хартии, вака. Буквално се слушаше се внатре. Сега може да замислите млади луѓе со таква енергија и набој, колку може да се смират и да не бидат гласни. Едно 5 пати доаѓаше менаџерката на хотелот кај мене да реагира, бидејќи другите гости им беше проблем тоа. Морав да најдам решение. А во околина, тоа беше хотел надвор од градот, немаше ништо во околина. Имаше во близина само еден кружен тек огромен. Ака и моравме се оддалечиме од хотелот и застанавме на кружниот тек. Таму поминав купно еден камион за 3 сати. А на тој кружен тек се направи најдобрата забава која што имам видено. Значи, додека бев со студентите. Уште една случка интересна, пеевме една композиција од Чајковски, Верују, духовна композиција, меѓутоа многу убава и многу ја сакаа сите студенти. Се спремав да ја излезам на автобусот за да се подготвуваме за заминување и ја слушам дека ја пеат, ама малку поинаку, многу поритмично некако. И кога ќе видам фатени на оро, сите, играат оро и ја пеат духовнава композиција од Чајковски. Замака, да вистина интересни ситуации. Во Балчик, да речеме, во Бугарија, имаше дојдено хор од Србија, меѓу другото. Во склоп на хорот имаше бенд кој свири по кафани и си ги има донесено инструментите. Излегоа на балкон во хотелот кај што беа
и почна да свират. И нормално кој, ако не нашиве студенти, развија оро тука и се собраа сите. Така, во секој случај, секаде каде што одиме, забавата се знае која. Се тие награди за кои што првични или представување, презентирање на работата, остануваат и спомени и мемории кои што навистина се памтат. Тоа е сериозниот дел. Да, би те прашала, еве, одел и на турнеи, настапува и сега, па дали некогаш се приметил дека е тремаџија? Не. Иако секој изведувач нормално дека има одредена доза на нешто што се вика трема, меѓутоа има една доза која што те прави да си уште по-концентриран и по-добар во моментот, а има една спречувачка, односно блокирачка трема, за жал кај некои има и цел живот ги прати, но кај Никола го нема тоа. Исклучително слободен е кога настапува и кога пее и токму поради тоа во рамки на изведбите со професионалниот хор Pro Ars многу често добива и соло делници, токму заради не само заради гласовните квалитети и исклучително чистиот глас и од аспект на боја и од аспект на интонација, меѓутоа и поради слободата која ја владее на сцена и со која што може многу убаво да го изрази она што треба да се испее. Наша пред да го заокружиме нашиот денешен разговор, би те прашала на кратко само како би го опишал само со 3 збора, Никола. Прво ми доаѓа на ум ведар, квалитетен и дружелюбив. Благодарам, наистина ни издвои многу интересни ситуации, го опиша буквално ето да го запознаат и сите гледачи од еден поинаков аспект и како професионалец, меѓутоа и тоа време на опуштање кога знаете сите да членови на хорот и како професори и студенти да си го возможите. Ти благодарам уште еднаш, па ева за крај дали можеби сакаш нешто да го прашаш? Само да го прашам дали пак планира да ни избега во Австралија. Ни избега на 2-3 години таму. Па така ни недостасуваше на сите, еве тоа го прашувам, дали планира да остане тука за да знаеме што да планираме ние. Поздрав. Благодарам. Ви благодариме за забавниот разговор. Назад се враќаме во студиото. Слушнавме што се интересно имаше да ни каже, да ни открие твојот професор. Па ова прашање некако претходно веќе и го одговори, нели, до некаде дека не планираш во моментов да... Не планирам, за сега плановите се тука, бидејќи заедно, како што спомне професорот, заедно работиме веќе со професионалниот хор тука. Исто така со тимот кој работам за моите 2 албуми, така да подолго време би останал тука. Да не се секираат оние на кои што нели би им недостасувал ако заминеш за Австралија. Да, искрено ми недостасуваше имене тоа настапување заедно со нив, со професорот, бидејќи поради тоа ми е еден од, да не речам, втор татко, како во професионална смисла, бидејќи со него од кога се запознавме, самите односи беа многу поинаку, за разлика од другите професори, и секогаш знаел да ме мотивира, да ме поддржува, го увидел тој квалитет што го имам и едноставно секогаш стоел за тоа дека можеш и не се плаши. И едноставно поинаков однос имаме до ден денес и поради тоа ми е драго што прифати да биде дел денес. Така, гостин во емисијата Магазин, па бидејќи ти си бил исто така професор, би те прашала каков професор пак ти си бил? Дали постоела некоја бариера со ученици или си бил секогаш достапен и тука за нив како и твојот или професор? Многу научив од професори како Сашо Татарчевски, како мојот професор што беше Горан Начевски, кои беа отворени и едноставно беа кога треба да се дружиме, да, ќе се дружиме, но кога треба да сме строги, ќе бидеме и строги. Мораме да бидеме отворени со децата и секогаш бев јас тој позитивниот и секогаш бев што гледав да ги мотивирам дечки, каде имам некои моментално што соработувам дечки од бендот, каде што ми биле ученици. И сега моментално соработувам со нив каде сум го увидел тоа што го имаат, што го поседуваат и сакам да ги мотивирам, сакам да ги поддржам и знам како е кога се соработува со професионалци, луѓе кои знаат како треба. Потешка е таа улога да си професор или студент?
Не, Се си има искрено, свое. да, се си има свое, но сепак е многу убава прилика кога ќе застанеш од другата страна, за разлика како студент, кога ќе застанеш од другата страна како професор и многу поубаво ги гледаш и ги разликуваш работите. Од сите овие дестинации кои што ги спомнавме, каде што сте патувале, сте биле заедно, каде би сакал следно да одиш? Дали нели соло или пак со хорот? Сакаш некаде да се представиш каде што еве не си бил досега? Да, сум имал многу можности каде што сум представувал со хорот, сум се представувал со фолклорот, но сепак сакам тие турнеи што сум ги правил да дојде момент да ги представувам јас како солист, како поп музика, како традиционална музика, но сепак да бидат солистички концерти каде би бил со мој оркестар, со мој бенд и да имам можност така да настапувам и да представувам Македонија пред се, а исто така и македонската музика. Така е, бидејќи знаеме дека вредно работиш и во моментов ете тука си најмногу поради она што е ново и што ќе го видиме во продолжение, тоа е песната за вас, па еве да ми раскажеш и накратко која екипа стои зад оваа песна, зад овој видеозапис кој што ќе го погледнеме. Да, во овој тим исто како и првата песна Срцето моје тука чука и Мојот пат, заедно работевме со Никола Мицевски, каде овој пат и за прв пат има авторски делови во музиката и во текстот. Заедно со Никола Мицевски ја сработивме музиката, текстот заедно го сработивме со Весна Малинова и за разлика од претходните имаше многу подруг однос, бидејќи за прв пат се запознавме со Весна и почнавме на поинаков принцип да работиме на оваа песна. Исто така видеозаписот го работевме заедно со Никола Митревски. Сакам да се заблагодарам за Центарот за култура Битола, кој ми овозможи за видеоспотот да биде снимен таму. Исто поддршката за светла, за прашина, се што ни требаше за самиот спот, Камај Аудио од Битола. Морам и да не го заборавам поддржувачот од Австралија, Бенџо Академи, каде и бев кореограф таму. Секогаш стоеше позади мене и со поддршка со средства и со поддршка мотивациона за се што и да треба. Исто така хорскиот дел, бидејќи во самата песна и аудио имаме хорски дел кои беа мои колеги, кои ми се драги пријатели. Денис Димовски, Стефан Манасиевич, Мартина Аврамовски, Мартина Нанеска, кои прифатија и драго ми е, сакам да ги поздравам. А сето тоа се снимаше во Иксел Момировски во студиото кај Дејан. Така е, убава голема екипа на професионалци, а секако инспирацијата, како што кажавме, љубовта кон фамилијата. Така, гледаме во продолжение спотот за вас. Уживајте. Одам по пат, овој пат не го познавам. Барам сјај в душа мир, да сум јас. Блиските далечни се, како разделба, срца отуѓени, плачам пак, одеднаш љубов нова, во очите што ги знам. Љубов свети како волшебна сила, звезден пат во небо открива. Вечно ова мое срце ќе бие за вас. Љубов свети како волшебна сила, сите на што ме доближува. Вечно ова мое срце ќе бие за вас. Одам по пат сосем нов и не тагувам. Има денови тешки, но пак од мене извира како бујна река, среќа што постојам покрај вас.
мене извира радост што ве гледам сега јас. Љубов свети како волчевна сила, звезден пат во небо открива. Вечно ова мое срце ќе бие за вас. Љубов свети како волчевна сила, сите на што ме доближува. Вечно ова мое срце ќе бие за вас. Од мене извира како бујна река, свеќа што постоја покрај вас. Од мене извира радост што ве гледам сега јас. Љубов свети како волчевна сила, сите на што ме доближува. Вечно ова мое срце ќе бие за вас. Така ја слушнавме и новата песна за вас, па кога сме кај она, нели, љубов кон фамилијата, кон татковината, кажавме, нели, дека сакаш да настапуваш и тука и на турнеи во странство, па од каде најмногу ти пристигаат коментари, дали тука токму од Македонија или од странство, еве сега и кога си овде, ти пишуваат луѓето, те контактираат, те паметат и од Австралија и од надвора и од регионот. Да, често добивам коментари, критики, позитивни и негативни, отворен сум бидејќи за се. Ми значат, бидејќи од критиките секогаш учиме и се подобруваме, а од пофалбите секогаш те мотивираат и те инспирираат да продолжиш и дека си на тоа што треба да го правиш и на прав пат, како што викаат. Често добивам од Македонија од тука и од другите градови, бидејќи многу ми е драго што има од други градови каде што сум немал досега ни концерт, ни посетено таков град, а да добивам критика од таму. Но последниот период добив често пофалби, поддршка и од како Канада, Америка, Австралија, радија, луѓе кои се задолжени за одредени радија или телевизии таму македонски, каде ме контактира и дали би можело да ја емитуваат мојата нова песна или останатите преработката Лихнида. Така да многу ми е мило што исто така македонците и во странство ги слушаат моите песни. Така, и тоа не само во регионот, него и подалеку. Да, како Канада. Преку океански, земи. Што значи може да се отворат можности таму да настапуваш, да имаш и таму турнеи. Да, се надевам дека за брзо време, како што е планот за следна година да направам можеби турнеја во Австралија, бидејќи ќе имаме настапи кои се во чест на Тоше, но сепак покрај тие настапи би можело да се направи една турнеја низ Австралија, заедно со мојот бет, со мојот тим, но ете за следна година може би да се размислува нешто и на кај Канада, зашто да не. Така, а тука од каде она најголема поддршка? Дали е тоа Битола, бидејќи си оттаму и секогаш ми била најголемата поддршка од Битола, но не мора да значи бидејќи поминав долго време во Скопје, додека студирав и после студирањето заедно со професорот Саша Татарчевски работевме цело време со ProArs, каде снимавме во Famous Studio за филмска музика, паралелно со ProArs други проекти за концерти. Често гостував и тука на некои настапи, концерти, така да имам доста поддршка и тука. А и од колегите? Да речеме, еве, со некои со кои што и допрва би сакал да соработуваш, има ли такви што и сега и те поддржуваат, те советуваат како постари, поискусни музичари? Да, често сум во комуникација, исто така за секоја моја песна, како професори, колеги постари, секогаш до одредени личности праќам пред да го извадам мојот сингл, праќам за консултација, за мислење, што мислат, како е. Бидејќи спомнавме со професорот, пред секоја песна сакав да добијам искрена критика и за доколку би можел, а знам дека ќе ја добијам, да не биде само дека супер е,
но сепак сакам искрена критика, доколку е нешто за да можеш да го подобриш, да го поправиш. Така, конструктивна критика. Гледам исто така и во твоите спотови дека ги сакаш и инструментите. Што е оно што најмногу го свириш, дали е тоа пијаното? Да, пијаното. Пијаното започнав уште од можеби 12 на години, 10-12 години, започнав за прв пат да свирам пијано. До ден денес не го свирам како соло инструмент, но секогаш како придружба за глас. Исто така пред неколку години почнав да тропам на народен наш тапан, да речем, Така. инструмент. Додека бев во Австралија, за прв пат сакав да пробам и гитара. Започнав и си купив од таму гитара каде си ја донесов тука во Македонија. Супер. Како оди? Добро оди, но сепак главниот фокус ми е пеењето и некако не му давам доволно енергија и можеби посвета, но сепак е многу убав инструмент каде првите песни каде ги напишав, инспиративни некои мотиви, ми излегоа од гитара. Ете, што значи секогаш има време и можности за нови инструменти. Исто така свириш, се гледа и во спотот Срцето мое тука чука. Да. Се гледа дека свириш пијано, па раскажи ми уште малку за оваа песна пред да го погледнеме и спотот. Во однос на екипата и на тимот. Да, што работи. првата песна беше доста интересен момент за мене, бидејќи бев подолго време во Австралија. Оттаму ја почнавме соработката со Никола Мицевски, со Весна, каде формиравме 2 тима за соработка на тој проект. Морав, бидејќи бев во Австралија, соработвав во Австралија со студио, исто така музиката се правеше во Македонија, ние со гласот и снимањето го снимавме во Австралија. Исто видеоспотот беше комбиниран од 2 тима, каде соработувавме во Австралија и Македонија. И беше едно интересно искуство, бидејќи во карантински денови, кога беше се блокирано, успеавме во Австралија да извадиме некои дозволи, бидејќи не смеевме да движиме околу 5 километри од местото на живење, а местото каде што ни беше за снимање беше 40 километри. И моравме да наоѓаме начин како да донесиме пијано, како да украсиме, и тоа беше малку и на ризик, мора да признаам, бидејќи сакав да го направам, чекав рестрикциите да завршат да го снимам, но трпението не можеше да дочека и правевме некои работи за да го оствариме проектот и беше интересен и никогаш нема да го заборавам тоа искуство. И ова е интересно исто така приказ на кој што стои нели за снимањето што можеби публиката не ја знае. Иако ете било ризично на моменти. За прв пат во јавност го кажувам, бидејќи беше стварно интересно и беше ризик во Австралија да правиш такви работи на 5 километри, ако те застанат, казните беа ригорозни, моравме да сакам да го снимам. Да. Да. И на крајот од денот секако убаво излезе тој продукт, така што се исплатало веројатно што малку сте ризикувале. Бевме 3 дена заробени во еден простор, само за да го снимаме нешто, да не движиме никаде. Само храна, земи и врати се. Простора. Така е, па ајде тогаш редно и да видиме како тоа изгледало, нели се исплатало на ризикување и сега во продолжение одиме со Срцето мое тука чука. Земјо ти расти, танцувај, сите неволји прости ги во сјај. Те љубам, од љубов ја сумирам, те љубам, за пак да се спи, кога ног царува под месечина, тивко ти пеам, те љубам, од љубов ја сумирам, те љубам, за пак да се Срцето мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка,
мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка, милно што ме душна за да порасна. Ти, земјо, ти, расти и танцувај, сите неволји прости ги во сјај, те љубам, од љубов ја сумирам, те љубам, за пак да се преродам. Срцето мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка, мене што ме роди и ме изгледа. Срцето мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка, милно што ме душна за да порасна. Срцето мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка, мене што ме роди и ме изгледа. Срцето мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка, милно што ме душна за да порасна. Така уживавме и во спотот за песната Срцето мое тука чука, а освен што чука, нели, тука во Македонија, во татковината, ќе те прашав ете и во врска со Битола, затоа што тоа е сепак твојот роден крај, дали се дружише најмногу со луѓето оттаму, освен нели музичари кои што ги кажавме, кои што ти се блиски, најчесто си обкружен всушност поради професијата, што е она што најмногу го правиш во Битола, што ти исполнува, дали се дружиш и понатаму со луѓето оттаму и некоја интересно можеби хоби или активност надвор од музиката, што го имаш? Да, често поминувам со моите другари. Хоби, од страна на хоби, секогаш го сакам фудбалот и барем еднаш неделно се трудам да одвојам време и за тоа. Поминувам време покрај со соработниците за низ мојава кариера, поминувам со моите блиски, со моите другари, пријатели. Често се дружиме, но сепак повеќето време се трудам да го поминувам во моето студио, да се посветам на тоа што ми треба, вежбање на глас, свирење и творење музика, да. Максимално си посветен на професијата, па ете дели од твоите нели приватни активности се повторно поврзани. Фудбал, фолклор, сега за жал со фолклорот сме малку застанавме со самата ситуација. Се надевам дека за брзо време ќе се врати и тоа се во нормала, но сепак покрај фудбалот одвојувам време и за теретана, да исполнуваме со енергија, да бидеме продуктивни повеќе. Навиваш за некој клуб? Гледаш? Челси. Така. Да. Претежно гледам англиски фудбал. Ги гледам и кога ќе биде Лига на шампиони и останатите клубови, но англиската лига некако фаворит тим ми е Челси, да. Така, еве, бидејќи некако се ближи и самиот крај, би те прашал уште малку околу она што е актуелно во моментов, а тоа е Евровизијата, дали ги следиш кандидатите, имаш ли можеби фаворити и дали ти лично би сакал во иднина да се пријавиш на Евровизија? Да, би сакал. Најпрво би посакал среќа на кандидатите, бидејќи дел од нив се знам лично, ми се другари, пријатели, соработници, каде се надевам дека ќе извадиме нешто квалитетно и добро, да ја представиме Македонија како што треба и како што е достојно за нас, како Македонија. За ова година искрено беше двоумењето дали песната за вас да биде една дел од таму, но сепак бидејќи имавме веќе спремено све и за промовирање, ќе оставам можеби со уште поголемо искуство за следна година, се надевам Боже здравје, заедно да бидам подобро спремен за да ја представам Македонија како што доликува, можеби со поголемо искуство.
Така, а сепак има и таков призвук, самата песна кога се слуша, има нешто што личи на Евровизија, односно песната за вас, но може би следна прилика, друга песна ќе Многу ми биде е за мило, Евровизија. бидејќи добив неколку критики како што доживеавте и вие. Добив такви критики за самата песна, но се надевам дека, како што спомнав, моето искуство, таа е една огромна желба што би сакал да ми се оствари во следните години, може би следна по 2-3 години, да ја представам достојно Македонија, па може би со поголемо искуство, каде повторно би излегло нешто и авторско, заедно со мојот тим да го сработиме, да биде тоа, да се гордее секој македонец. Така, верувам дека ќе се гордат и во иднина дека ќе може да те испратиме и на Евровизија и на нешто може би уште поголемо и следно надпреварување или шоу. Ти благодарам што беше мој гостин денеска. Ние ќе заокружиме со музика, ќе слушнеме и песната Лихнида, односно оној убав спот ќе го видиме во продолжение и се надевам повторно ќе ни дојдеш со нови интересни теми. Многу ми е мило за поканата. Сакам да ги поздравам вашите гледачи. Се надевам ужива во ова парче музика што му го приредивме и нека бидат среќни, весели и да се сакаме сите. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам се најдобро, чувај се, а сега одиме со Лихнида во продолжение. Кајче веслаше по Охридското езеро, наспроти нејзе рибари, рибари, стари другари, рибари, стари другари, кротко веслајте кајчето, да не ми прајте бранови, рацете да си одморам. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро,
Ви благодарам што бевте со нас изминатиот час. Се надевам дека уживавте и во музиката, секако и во разговорот со нашиот гост Никола Зацевски, а тука сме повторно во понеделник, како и секој работен ден, со нови интересни содржини во магазин. Јас ве поздравувам, ви посакувам убав викенд, а доколку нешто пропуштивте, секако гледајте на Facebook, YouTube, Instagram страницата, следете не и секако се гледаме повторно од понеделник. Пријатно!